Добар ден, почитувани граѓани на општина Берово. Денешниот прес е одговор на демантот на градоначалникот на општина Берово, презентиран од негова страна на 13.4.2021 година. Почитуван господине градоначалник, повторно вашата презентација не можеме да ја формулираме како демант, зашто сите наводи за вашето неправилно работење, кои беа наведени на пресот на ВМРО-ДПМН, одржан на 11.4.2021 година, а во врска со неисплатените надоместоци на пожарникарите, кои сте обврзани да ги исплаќате според член 13 од Законот за пожарникарство, судските, адвокатските и трошоците за вешти лица беа потврдени, а не демантирани од ваша страна. Единствената одбрана ви беше дека не сте ги добиле блок дотациите од Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, па затоа не сте биле во можност да ги исплатите истите и повторно за се ја обвинувате ВМРО-ДПМН, како единствен виновник за се што не сте знаеле да го обезбедите и сработите, и повторно заради тоа се исплаќаат огромни суми од буџетот на општината, заради тоа што вие, како градоначалник, не сте успеале навреме и во законскиот рок да обезбедите средства на вработените пожарникари, морале преку тужби да ги остваруваат своите законски права. И повторно ВМРО-ДПМН ви е криво, зашто ете во времето на режимот вработените не смееле да тужат, а проблемот на пожарникарите од 2016 година па се до август 2020, како што и самите кажавте, кога СДСМ веќе е на власт, а последните решенија за судското поравнување се од 14 декември 2020 година, значи од пред само 3 месеци. Сега почнуваме да се прашуваме. Дали не знаете дека ВМРО-ДПМН не е на власт веќе 5 години и дека вие сте градоначалник веќе 4-та година и срамно е да го обвинувате ВМРО-ДПМН за грешките и погрешните одлуки кои ги правите за времето на СДСМ и во вашето време како градоначалник? За тврдењето дека претходниот градоначалник оставил неликвидна општина, повторно вие, како сегашен градоначалник, треба да им објасните на граѓаните како тогаш, како раководител на финансиите во општината, од ликвидна општина, со сите и намирени обврски и без никакви долгови, одеднаш, само на неколку месеци, пред вие да станете градоначалник, буџетот на општина Берово станува неликвиден по пресудите заталкани во судските лавиринти за спор кој започнува да се води уште од далечната 1995 година, да со помош на вашите ментори се оконча со пресуди неколку месеци пред завршувањето на мандатот на претходниот градоначалник. Не се навлекувајте на тенок лед, зашто и за тоа, ако уште еднаш го спомнете, можеме многу да дебатираме пред јавноста со докази за целиот тек на поставката. За понудата за дуел еве ви одговараме. Дуелот го закажуваме во новиот мултимедијален центар за млади, замислен на Постечкото кино во центарот на Берово, кога ќе го направите, во било кое време од денот, само да не биде за време на работно време, и никако во сабота и недела, зашто еве и самиот премиер потврди дека тоа се денови за одмор и возење мотори вредни по неколку десетици илјади евра. А обичните граѓани, кои немаме мотори и хонорари, се посветуваме на семејството и постопати го пресметуваме секој денар во време на пандемија. И уште еднаш да ве подсетиме. Не е на власт ВМРО-ДПМН. За вие да барате вина, одговори и одговорност од нас. На власт 5 години е СДСМ и вие како градоначалник, па затоа од вас бараме и отчетност и одговорност. Ви благодариме и со почит.